По повод денот на животната средина разговараме со денеска мојот денешен гостин за клучните предизвици што Македонија ги има од аспект на екологијата. Бесправната градба, начинот на управување и складирање на отпадот, контролата на индустриското загадување, развојот на одржливата енергија. Како да ја заштитиме земјата, како да ја заштитиме планетата. Мој денешен гостин е Маријан Калевски од иницијативата Зелен хуман град. Добар ден, добре дојдовте во студиото на Телевизија 24. Добро ве најдов. Благодарам што се одзвавте на поканата. Изминативе денови сме сведоци на она што се случува, можеби и како своевидна кампања во однос на она што го почна градоначалничката Даниела Арсовска преку обелоденување на бесправно изградени објекти концентрирани на територијата на Чаир. Бесправната градба, генерално сите знаеме дека може да биде причинител на многу проблеми во однос на живењето, но и во однос на воздухот и на она што го дишеме. И правната градба знае да биде, како што добро знаеме, но како и да е. Еве како иницијатива и кои што се застапени со своји советници во градот Скопје. Како гледате на ова и дали ова да речам кампањска акција која што започна може да даде резултати? Па се разбирам, може да даде резултат, мада е малку задоцнето, убаво ќе беше да го видевме тоа од самиот почеток. Ние многу добро знаеме, сите сме свесни дека има многу дивоградби низ Скопје. Исто така и има и градби кои што на чуден начин добиле дозвола, затоа што, например, кај Holiday Inn објектите што ги изградија, се во тек на градба се уште. Таа четврт моментално е една од најгусто населените, ќе биде една од најгусто населените четврти во светот, иначе, што според некои проценки во македонското законодавство далеко ги надминува границите на толку густо населено толку густо населен простор на едно толку мало место. Зелен хуман град побара за наредната седница на град Скопје да се даде слика односно на целиот град, на сите општини кои се во град Скопје, што се случува со градбите, со дивоградбите, затоа што тоа што во моментов се случува во Чаир е само дел од градот. Значи дивоградби има низ цело Скопје и затоа Зелен хуман град инсистираше да добие слика за цел град, што се случува. Очекувано е градот, ако ги има документите кои што ги има, еве, например, за Чаир, да ги има и за другите општини во Скопје, претпоставувам. Да, се надевам дека ги има. Добро. Би требало да ги има. Во една ваква ситуација, кога се случуваат или кога се обелоденуваат ваков тип на кршења на законот, мислите ли дека е потребно по-ажурно работење на институциите? Апсолутно. Институциите мора да работат по-ажурно. Во однос на дивоградбите што кажавте, сигурно дека и загадувањето ќе биде поголемо, тоа е така, вистина, значи Скопје се наоѓа во котлина, сиот проток на воздух е отежнат и со сите тие градби кои дали се плански, дали се неплански, затоа што веќе Скопје е претерано изграден, значи котлината не е предвидена да има повеќе од 600.000 жители според некои проценки од минатите времиња кога плански се уредувал како треба да биде Скопје. Значи сите тие градби го отежнуваат струењето на воздухот, особено во зимските месеци кога има топлотна инверзија. И така што загадувањето само ќе ни станува се поголемо и поголемо. Значи не прам муабет за инфраструктурата, односно на сите... Тоа е втор проблем, еднаш, кој што се надоврзува. Добро, да му се радуваме на летото, колку и да е топло, како и да е, бидејќи
знаеме какви се зимските денови во градот. Управувањето со отпадот. Македонија на неколку точки се соочува со болни предизвици во однос на оние така наречени диви депонии низ целата република, а во поново време и со неможноста да влезе во реализација на изградба на регионални депонии поради или недоволно разбирање некогаш или недоволно објаснување од страна на надлежните што тие регионални депонии значат и можат да значат. Како ја оценувате оваа состојба? Па видете, Зелен хуман град има концепт кој што е поразличен од концептот што го застапуваат и сакаат да го застапат властите со изградба на регионални депонии. Значи, Зелен хуман град е против депонирање на отпадот и граѓаните со право се бунат низ целата земја, затоа што кај нас едноставно не важат никакви закони и ништо не се прави како што треба во однос на регулативите. Зелен хуман град го застапува концептот за нула отпад. Тоа значи дека во самиот старт треба да се започне со политики каде што ќе се спречи генерирањето на отпадот. Понатаму рециклирање, мислите, и таков тип на собирање на отпад? Не само рециклирање, например, едноставно треба да се забрани на почеток во институциите употреба на пакување за храна за еднократна употреба или не знам да се дава вода во пластични шишиња. Во минатото не се користеле сите тие работи, се во стакло се користело, повратна амбалажа. На такви работи се стреми концептот за нула отпад. И отпадот во Македонија, според некои проценки, е од 60 до 80% биоотпад, односно органски отпад. Ние имаме, например, во Пробиштип направено 2 биокомпостари, кои што можат локалните жители да ги користат и да го одлагаат својот отпад. Значи, што се добива од тие биокомпостари? Од биокомпостарите може да се добива хумус, тоа е како храна за почвата, со оглед на тоа што почвата во многу голем процент низ цела Македонија е уништена од прекумерна употреба на пестициди. А исто така со биокомпостарите може да се добива и газ, биогаз, односно метан кој што би користел како енергенс за производство на електрична енергија. Значи сето тоа циркуларно кога ќе се направи, многу проблеми може да се решат. И сега, ако во секоја општина во Македонија, во секое соседство би имале жителите по една биокомпостарат, да можат жителите да си го одлагаат својот биоотпад, ние би се справиле со 60%, минимум 60% од... Ова сте го виделе вие на терен, како функционира во Пробиштип? Во Пробиштип сме го Има виделе. 3 во Пробиштип? Две имаше, сега тоа беше пред 4 години кога бевме таму. Дали, немам информации дали има нови. Во секој случај... Како функционира тоа? Граѓаните одат таму и таму го одлагаат или од нивните домови, односно пред нивните домови го собира некој? Не, сами го носат. Значи, тој е уште еден аспект кој што треба да се запази. Граѓаните сами да го носат во биокомпостарата, бидејќи со тоа се намалуваат и елиминираат трошоци за превоз. Значи, наместо да кружат камиони низ цел град, да собираат отпад и да го складираат после во депонии, ние добиваме продукт и елиминираме загадување од превоз, заштедуваме. Значи, многу работи можат да се направат како што треба. Добро, ова е едниот, да речеме, од елементите за кои што зборуваме. Гледавме и деновиве се случува тоа во Кичево, каде што доби таму општината забрана за депонирање на отпад и отпадот ќе мора да се носи во регионална депонија, меѓутоа гледаме дека тоа не до крај функционира. И во Кочанската депонија видовме како тоа функционираше.
Во Битола имаме проблеми со изградбата на регионална депонија, не ја сакаат условно речено граѓаните или советниците на општините каде што таа ќе гравитира. Да, така е, значи едноставно луѓето немаат доверба кон институциите дека сето тоа само ќе биде уште едно место на складирање отпад во нивната општина, а има, како што кажав, други начини како тоа да се реши. Значи тоа беше што зборевме до сега во однос на биоотпадот. Да. Сега имаме друг еден од најголемите проблеми со отпад е пластиката. Значи пластиката исто така може да се собира, да се селектира и да се рециклира, но јас и Зелен хуман град смета дека Македонија нема услови за рециклирање, затоа што, како што кажав, нема доверба кон институциите дали ќе го контролираат процесот како што треба на тие погони кои би го рециклирале отпадот. Едноставно треба отпадот од пластика да се извезува во други земји кои што си имаат своји стандарди и кои што можат да го направат тоа на најбезболен начин. Понатаму имаме градежен шут отпад исто и тој градежен шут може да се искористи како репром материјал за нови градежни материјали. Значи се може да се направи плански, да се искористи, да се реупотреби, нема никаква потреба од отварање на депонии. Зошто извинете, само да додадам дека депониите, управувањето со депониите е процес кој што е многу поскап и чини многу пари во однос на ова што го смета Зелен хуман град како една поинаква стратегија. Значи има но претпоставувам и тие депонии со кои што имаат модернизирана структура на примање, селектирање и управување со отпадот, можат да работат врз база на овие принципи. Да, се разбира може, но сепак тие депонии има отпад што ќе го закупуваат тој отпад, дел од отпадот ќе го закупуваат. А јас Зелен хуман град смета дека тоа што не може да се реупотреби во Македонија треба да се извезе надвор. Значи Македонија е потписник на во редот на оние што треба да го направат ова. Дали се тоа властите или граѓаните треба малку повеќе да се заложат за она што нормално властите, мислам, сите граѓани плаќаат даноци, властите се оние кои што треба да ги спремаат политиките. Кај нас исто така се вели како да немаат свест за граѓаните и да селектираат нешто и да направат или ќе оставаат смет и таму каде што треба и таму каде што не треба. Тоа точно го прават се со намера за да се извадат од својата одговорност. Вината ја префрлаат на граѓаните, а всушност виновни се институциите. Казни? Нормално казни. Значи прво треба да има и во контролата е не само на индустријата, значи и на граѓаните. Прво треба да има едукација. Значи ние не сме виделе едукација од страна на институциите за селектирање на отпад. Тоест не ни има толку доволно контейнери за селектирање на отпад за да граѓаните би го правеле тој процес. Треба агресивна едукација и кампања од страна на властите по телевизии, по социјални медиуми, на сите можни начини, по школи да се иде, да се едуцираат децата. Едноставно, значи, може да се земе примерот западните и развиени земји кои веќе го спровеле тој процес, како го спровеле. Како гледате работењето на инспекцијските служби? Дали ефективно го следат загадувањето на индустриите? Па не, јас би рекол дека воопшто не го следат, со честно некои исклучоци. Немаат доволно луѓе или немаат волја? Па немаат ни луѓе, немаат ни волја, а и тие инспектори што ги има добиваат закани или добиваат закани од некои индустријски мокници или пак добиваат мито. Значи се е испреплетено. На ниво на Македонија има околу 15 инспектори за животна средина. Тоа е премалку и за да можат да ја контролираат работата на индустријата. Значи инспекторите како прво секоја општина мора да добие свој инспектор за животна средина
и на локално ниво само 48% од општините имаат општински инспектори, но мора да се зголеми нивниот број, а исто така мора да добијат соодветна заштита, затоа што и тие се под притисок од индивидуалци. Политики за производство на електрична енергија во последно време земјите се вртат кон оние обновливи извори кои што се полесни, меѓутоа тие создаваат други би рекол предизвици во функционирањето на целиот електроенергетски систем, па не е така лесно да се префрлите на сончева енергија или на водена енергија. Како ја оценувате енергетската политика во Македонија? Која што знае да влијае и така како на загадување? Точно, многу влијае на загадувањето, бидејќи РЕК Битола, например, кој што е главниот производител на електрична енергија во Македонија, се како енергенс користи јаглен, и тоа кој знае каков јаглен, нема ни филтри на оджаците, така што не само што е најголем загадувач РЕК Битола во Македонија, туку е во еден од 5 најголеми загадувачи во Европа. Така што морам многу во последно време гледаме дека се инвестира во фотоволтаични централи, но морам да напоменам дека начинот на кој што се прави тоа е погрешен во однос на тоа што властите си го променија законот да може на плодно земјиште да се прават повторно наопаку ги правиме работи. Да, се наопаку за жал. И мора, например, има и голем број на јавни институции како што ги мапираше шанса за центар на ниво на Македонија има над 700 објекти кои што се загреваат во зимските месеци на нафта и мазут. Меѓу кои има болници, градинки, школи, што е недозволиво едноставно. Така што на сите тие јавни институции мора да се постават фотонапонски централи кои што би произведувале електрична енергија за самите институции и за да може да го променат начинот на... Добро, тие во зима не можат да даваат доволен тип на енергија, но сепак ќе помогнат. Да, има веќе и начини на... Складирање. Треба да се инвестира во складирање на енергија. Односно тоа може да се изведе или со акумулациони езера, каде што преку ден би се, кога има вишок на енергија од производство на што од фотонапонски централи, што од сите други начини, би се качувала, например, на една височина во друго езеро водата и кога има потреба од енергија да се пушта. Тоа би било како вештачки езера, како големи батерии. Или исто така има во последно време обиди за гравитацијски систем за складирање на енергија. Тоа се со големи тегови се подигаат на известна височина кога има вишок на енергија и кога има потреба од електрична енергија се пуштаат да паѓаат за да произведуваат. Така што има начини доколку се сака, но треба исто така да се реновира и да се обнови мрежата, затоа што бевме сведоци на блекаут што се случи сега, така што мора да се инвестира во тоа. Ја следевте ли најавата за изградба на големите хидроцентрали Чебрен и Галиште, кои што практично се предвидени со законот за заем кој што е подпишан со Велика Британија? И што мислите за тоа, доколку имате повеќе показатели? Па тоа е многу голема инвестиција што се извинам, не знам што ќе испадне од тоа. Македонија за жал не е некаков пример за да каже дека успеала во некакви такви капитални проекти. Така што
сметам дека тоа е премногу голем залог што ние можеме да си го дозволиме. Добро, но доколку успее може да биде добро ако навистина се остварат најавите на таков начин на како што сега се представуваат. Или повторно има загрижености во однос на животната средина при изградба на вакви централи? Точно, има уништување на животната средина и со тоа, така што Зелен хуман град највеќе стои на тоа дека треба сите јавни институции да се покријат со фотоволтаични системи и да се најдат други начини на Кои би биле другите зачувување. начини? Па како што кажав, Ова со батериите што го Да. зборувавме, или со своевидни батерии. Да. Условно речено батерии. Добро, денеска е ден на животната средина. Како го одбележуват? Како Зелен хуман град? Па ние апелиравме до граѓаните, баш денеска имавме објави за тоа во однос на конзумеризмот, дека луѓето треба да се стремат што помалку да купуваат работи, односно се што можат да го искористат да го реупотребат, затоа што сето ново производство придонесува кон поголемо загадување. Сиот тој конзумеризам на купување облека и работи за секој ден, секој нов ден да се купува нешто ново, е причина поради која светот ни тоне. Како веле, за една кошула потребни се 120 литри вода да се произведе. Ви благодарам што бевте гостин денеска на Аргумент Плюс. Ви благодарам на поканата. Благодарам, почитани гледачи, тука е крајот на денешното издание. Останете натаму со нашата програма. Пријатно!